Така како наша обврска, тој е наш сограѓанин, прерано починат, од човек од театарот, кој остави голем белег за македонското глумиште, односно, поточно во театарот за деца и младенци. Така ние како куќа имавме обврска, нели, како што реков, да го одбележиме тој ден, тој трагичен ден, и во соработка со Театрот за деца и младенци и со Младинскиот совет, така решивме ова традиционално 20 март веќе да биде традиционално за Игор Маџиров и за најмладите ученици на Струмица. Како дојдовте на идејата од оваа представа да гостува? Па ова представа беше планирана и за претходната година и бидејќи тоа е негова последна представа и е јубилеј на 300. Така да, еве, ова нека биде за понатаму, за до година и се надам дека ова нема да ќе трае вечно. Дали може да очекуваме документарецот што е правен во негова чест да биде на проекција овдак во Струмица? Да, значи планираме кога ќе стигне новата опрема, која очекуваме скоро овој месец да пристигне, да се монтира и тоа се надам дека ќе биде прва активност со ова опрема. Така, најпрво мило ми е што Младинскиот совет така експресно реагираше и се вклопи во целиот овој проект за денеска да биде имитувана представата Бубеците и Зверот за најмладите од општина Струмица. Јас ќе искористам оваа прилика да се заблагодарам за сите кои што бевме дел од ова, на некој начин енергично да ги споделиме овие сите информации за денеска да може да биде тоа што е, да го одбележиме овој ден. Сакам да се заблагодарам на Театрот за деца и младенци од Скопје, кои што денеска се наси гости. Сакам да заблагодарам за НУЦК Антон Панов, како и за општина Струмица, кои што ни возможи сето тоа да се случи. И тоа е тоа што сметам дека, како што спомна и директорот на театарот, дека ова ќе биде една традиција која што оваа представа ќе емитуваме секоја година во чест на нашиот сограѓанин, роднина, пријател, другар Игор Маџиров. Вака, денес е голем ден за нашиот театар. Ние по прв пат во нашата историја изигравме една представа по 300 пат и сме многу среќни, задоволни за тоа и уште посреќни, да кажам и по-горди сме што нашата прва 300-ка се игра токму во Струмица, токму на овој ден и што можевме сите заедно, едногласно, како ансамбл и како колектив, нашата прва 300-ка да ја посветиме во чест на нашиот колега и пријател, кој што токму на овој датум, пред 13 години во Скопје, прерано го загуби својот живот. Се надевам, слушам такви најави, дека ова ќе прерасне во традиција, барем такви се плановите и на Центарот за култура и на општина Струмица, и дека на овој датум секогаш во Струмица ќе се игра по една детска представа за прерано починатиот ваш сограѓанин, а наш колега Игор Маџиров, и дека секој 20 февруари во Струмица ќе има една представа посветена на него. Игор пред се беше голем човек, после тоа беше голем професионалец и потоа беше пријател каков што само може секој да си посака да си го има во животот. Многу ни недостасува, 13 години помина, ние за овие 13 години секогаш доаѓаме во Струмица, во приватна режија и ние сме тука. Лани сакавме да дојдеме и да гостуваме со представа, меѓутоа поради некакви недоразбирања таа представа лани не ја изигравме, еве не затоа годинава, ќе дојдеме и до година, без разлика дали ние ќе играме во негова чест или некој друг. Ние на 20 февруари сме во Струмица и сме заедно со него и се надевам и тој, неговиот дух е заедно со нас тука кога сме во Струмица. За поздравување тоа што и ве традиционално ќе се започне секоја година, посебно за некои нови генерации што доаѓаат, и кој е профилот за Игор Маџиров што треба да се задржи како добар актер на македонската сцена? Па, еве, вие спомнувате нови генерации, меѓутоа Игор во свое време беше идол на сите деца, тогашни деца.
Мене ме радува што тие тогашни деца, а денес возрастни личности, млади луѓе, направиле една фан страница на Facebook, која што е многу посетена. Пред 3 години, по повод неговата 10 годишнина, ние снимивме документарец за него. Го емитувавме таа 2010-та на јубилеот 10 годишен од неговата смрт во нашиот театар. Таа фан страница на Facebook, дечките што ја уредуваат таа фан страница, им го дадовме тој филм. Од денеска тој е качен и на YouTube, така да секој може да го погледне филмот на YouTube, само нека искуца интервју за Игор и внатре ќе не видите сите нас што не видовте денес на сцена и плюс уште други луѓе, негови колеги и пријатели, кои што имаа нешто да кажат за него по повод таа 10 годишнина. И внатре е одговорот на ова ваше прашање. Кој е Игор? Каков беше Игор? Што беше Игор? Каков професионалец беше? Само да кажам тоа дека ова што го правиме за неко е премалку. Ете тоа беше. Мене ми е посебно драго што играме овде 300-та изведба, што играме во Струмица. Градот кој доста не врзува за некои спомени за еден, како што сите рековме, наш колега, кој за жал многу рано го изгубивме. И значи не е случајно што играме таа 300-та изведба овде, на една од нашите најдолги представи. Мислам, не знам дали има, можеби Драмски театар има една или две представи кои се изиграни над 300 пати. А исто така е доста битно што во оваа представа премиерно настапуваше Игор Маџиров во улогата на Зверот. Така да сите тие работи некако се поврза и на сите ние имаме некои, би рекол, измешани чувства. Од една страна ни е драго што ја буткавме целата работа и што се 300 представи. Од друга страна ни е доста тешко и така некоја, јас би ја нарекол веќе со годините доаѓа као сета, што за жал Игор не е со нас. И пак ја повторам, Струмица ни е секогаш драга, секогаш доаѓаме и заради оваа навистина интересна публика. И имаме некој, јас лично, а верувам и моите колеги, посебно чувство кон овој град. Пријатно чувство и позитивно. Каков беше Игор како колега, како пријател, како еден професионалец во однос на актерството? Како професионалец беше професионалец, а јас би зборел како колега. Имавме доста интересен однос. Ние негде бевме и генерацијски блиски, така да беше доста позитивен и отворен човек, што денеска станува реткост. Значи човек што знае да шири некоја енергија, што значи кога ќе влезе во некоја просторија меѓу други луѓе, човек што зрачи, значи човек што пренесува ведрина, расположение, што е доста битна работа, нели? И пак ќе речам, за жал, се помалку има такви. Да, ќе кажам, но претходно морам да кажам дека не случајно е изиграна 300-та јубилејна представа овде во Струмица, во чести за спомен на нашиот Игор, бидејќи тому беше неговата и последна представа, последната изведба. Утре дента веќе ја слушнавме грозната вест, што сите не потресе. А за Игор можам да ви кажам само една работа. Игор не беше од оваа планета. Игор не беше од оваа време. Игор е еден ангел кој што Господ го прати да ни каже дека треба да живееме со љубов, со смеење, со радост и со веселба. Тоа беше Игор.